Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за детерминација на полот кај вишите растенија. Сега пред да започнеме, едноставно да објасниме нешто за растенијата, односно за вишите растенија. Значи можете да имате едно растение, ево сега ќе земам зелена боја, значи можете да имате едно растение каде што на него всушност ќе има цветови, така? И сега тие цветови, секој цвет може да биде хермафродитен, односно да има и машки и женски полови органи. Значи, вака ќе земеме црвена и сина, значи може да има женски и машки полови органи, така? И ова растение е еднодомно. Односно му треба едно растение за да може да се опрашува, така? Може самото со себе да се опрашува, може самото со себе, или пак некое друго растение кој е исто како него, така? Имаме прашници, имаме плодник. Сега имаме растенија кои пак се еднополни, но се исто и еднодомни. Така, ако имаме две гранки, и сега например на оваа гранка се развива цветови со женски полови органи, дека на другата гранка се развиваат цветови со машки полови органи. Сега за да може да изврши плодување, да, тоа може со некое друго растение да изврши плодување, но може и самото себе си да се оплоди. И бидејќи и двата пола се наоѓаат на исто растение, тогаш растението е еднодомно. Сега има последен случај, значи растенија каде што едното растение е еднополно и например сите цветови се например машки и сега треба друго растение од истиот вид каде што сите цветови ќе бидат женски. И ова растение е еднополно дводомно, бидејќи има два дома, така? Има еден дом, има втор дом. И потребни се две растенија, затоа дводомно и еднополно, бидејќи на едно растение, на еден цвет има само еден пол. Така, ако имаше два пола, тоа беше хермафродитен цвет. Сега, кога тоа го расчистивме, да видиме како всушност се следува полот кај вишите растенија. Кај скриени семените најчесто се хермафродитни цветовите. Значи цветовите имаат и машки полови органи, прашници, и имаат плодник. И хермафродитни нормално се еднодомни, бидејќи може и на истото растение. Сега интересно, кога ќе се земе некој род, каде што имаме растенија кои имаат и хермафродитни и еднополови цветови. Значи, род е група каде што има различни фамилии, значи ова е род. Односно, родовите спаѓаат во фамилија, значи имаме некоја фамилија, Cucurbitaceae, И во таа фамилија, Cucurbitaceae, значи ова е фамилија, фам ќе бележиме, има различни родови. Сега во еден род има различни видови, значи има различни видови овдека, кои се прилично слични видови, така? Сега, кога имаме еден род, значи овој родов, каде што во тој род имаме растенија кои се и хермафродитни, значи ќе бележиме со X, или пак се еднополни, значи еднополни, но исто и еднодомни се. Значи имаме еднополни растенија и имаме хермафродитни растенија. И тие бидејќи се наоѓаат во исти род, најчесто може да се вкрстуваат. И ваков е примерот всушност со родот Брионија, каде што имаме два вида, Брионија диоика и Брионија алба. Сега интересно е дека Брионија диоика, значи Б диоика, има генска конституција ZZAA и е еднополна, еднодомна, еднополна дводомна, бидејќи цветовите имаат или машки или женски полови органи на едно растение. Додека видот Брионија алба, значи Б алба, има генска конституција 2 мали Z, А големи. И оваа единка е хермафродитна и еднодомна. Значи ќе бележиме како со X дека е хермафродитна и еднодомна, хермафродите се кој што едно. Сега, кај овие растенија, значи овие два вида, всушност во овој род, Z
кога е во доминантна состојба условува дводомност, додека во рецесивна условува еднодомност. Сега генот А всушност го одредува полот. Така хомозиготна доминантна, хомозиготна доминантна дава женски пол, а хетерозиготна дава машки пол. Со мало а дава машки пол. Сега ако ги вкрсиме овие два вида, значи брионија диоика со брионија алба, и ќе ги направиме двата случаеви каде што едното е машко или другото е женско, да видиме всушност што ќе се добие. Ајде да видиме што се добива. Значи во паренталната генерација први идеме со комбинација каде што брионија диоика е женското и има конституција ZZ големо АА. Сега АА, он ни кажува дека е женско, а ZZ големо ни кажува дека е дводомно. И тоа ќе обележа како не знам некако со жолта боја, ќе ставиме како двојка римско дека е дводомно. Додека брионија алба има две мали Z, значи е еднодомно, и има две големи А, значи е машко. Така. И сега кога ги споиме гаметите, ако ги гледаме големо Z со големо А, едноставно прават Z големо А големо, кај брионија алба, кај машкото, се добива Z мало со А големо, и единствено во F1 генерација се добиваат Z големо Z мало и две А мали. Така, за второто својство е хомозигот за доминантни алели, и ова се добива 100%, и тоа што ќе се добие всушност е дводомно растение, бидејќи имаме едно Z, така, кое е доминантно, и е хетерозигот за првото својство, а не рековме дека Z е всушност за дводомност, и овдека беќе имавме две, овдека се ова е хетерозигот, но тоа нели е доминантно, затоа е дводомно, а бидејќи има две големи А, тоа значи дека оваа единка ќе биде женска, и тоа го бележам. Сега, да видиме што ќе се случи ако ги смениме половите. Значи, првото растение, брионија диоика, повторно се биде дводомна, така бидејќи има големи Z, но сега бидејќи е хетерозигот, таа ќе биде машка единка, затоа е бележано со сина боја, додека брионија алба сега во овој случај, нели оно пак си е со две мали Z, повторно е таа еднодомна, бидејќи има две големи А, ќе биде женска единка. Сега, ако ги видиме гаметите, всушност е големо А, мало А, големо Z, големо А, големо Z, мало А, и од брионија алба имаме само мало Z и големо А. И сега се добиваат всушност 50-50 во F1 генерација. Значи може да се добие за првото својство хетерозигот и за второто хомозигот доминантни, што всушност ова било дводомно, женска единка, додека овдека би било исто дводомно, но би било машка единка. Добро, сега има некои други примери, кои ги правил некој си друг научен, каде што приметил дека кај Ехбалиум елатериум, тоа е луата крставичка од фамилијата на тикви од кукурбитаце, всушност одредувањето на полот се должи на серија на 3 алели. И ајде да ги бележиме. Значи алелите биле А со големо D, било А плюс и А со мало D. Значи овдека плюс треба да е и А со мало D. Сега всушност А со големо D било доминантно и над А плюс и над А со мало D, додека А плюс било доминантно врз А со мало D. Сега, алелната форма А со големо D условувало за машка единка, А плюс условувало за хермафродит, и ова да го бележим со некоја виолетова боја. Хермафродитот не знам како го бележиме вака, и машко и женско, додека А со мало D условува секојаш за женска единка, која се наоѓа во хомозиготна рецесивна
И од тоа знаеме, всушност воочуваме дека ако има конституција А со големо Д, и дали тоа е А со плюс или пак А со големо Д, А со мало Д, значи овие конституции ќе дадат машка единка. Ако има А плюс со исто со А плюс, или пак А плюс со А со мало Д, ова ќе даде хермафродит, ова ќе даде хермафродит. Додека ако има една генска конституција, всушност станува А со мало Д и А со мало Д, точка ќе се добие женска единка. Сега некој може да праша кај е комбинацијата А големо Д, така кај е А големо, немам веќе место. Кај е комбинацијата А големо Д, А големо Д. Тоа не може да се случи, бидејќи за тоа да се случи треба да вкрстиш две машки единки. Бидејќи само машките имаат големо Д, за да добиеш две големи Д, мора да вкрстиш две машки единки, што не можеш да го направиш. Сега кај некои растенија всушност е исто откриено дека имаат полови хромозоми како XY, или пак некои имаат X0 тип. Така може да бидат XXX0, нели тоа што зборевме, или XXXY. Значи има различни начини за следување на полот кај висшите растенија и нели не навлегуваме во нижи растенија талофита, значи ова е само кормофита. Ево една консумација и тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.